Од кабинет и делувањето во собранието, како што најави вечерва во тема на денот, анализираме со политичкиот аналитичар Сефер Селими. Селими, добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер, секој задоволство. Повеќе од еден месец помина од како Изет Меджити беше избран за градоначалник, еден месец без неколку дена од како ја презеде функцијата градоначалник на општината Чаир и толку време им беше потребно на коалицијата да се договори кој ќе го замени. Зошто толку време потроши? Видете, мене повеќе од тоа зошто толку должеше ми е многу поинтересно дека и после нивниот договор требаше пак да идат да се договорат дополнително со премиерот. Значи, се водат паралелни разговори. Еднаш помеѓу коалицијата вреди, па после се враќат кај премиерот, па после премиерот некои имиња нема да ги прифати, ке ги враќа назад. И тоа е, во суштина, не е толку проблематично за една демократска влада или влада со демократски капацитет, каде што разговорите се суштински, а не се однесуваат само на одредени лица или не се однесуваат само за задоволување на одредени политички апетити и држање баланс помеѓу една политичка коалиција. Видете, вие од тоа што е најавено, господинот Беким Сали би треба да биде министер за европски прашања. Господинот Сали е за мене еден од добрите политичари во нашата политичка сцена, кој не полемизирал толку многу во општеството, меѓутоа господинот Сали нема никаква врска со европската агенда на ресорното министерство која ќе треба да го води и нему ќе му требат најмалку дополнителни 6-7 месеци тој да се навикне на својата позиција, детално да ги научи сите процеси во Европската Унија, а дополнително на тоа што имаме блокиран пат со Европската Унија, тоа ќе го отежни наместо да го олесни како процес. Ќе беше многу поприродно да се врати во својата првична функција како министер за здравство и како прв вице-премиер, наместо сега да се префрли во сосем друг ресор во кој ја не би рекол дека не е компетентен, меѓутоа не е во негова област, професионална област како министер. Од друга страна, вие го имате господинот Хоџа, кој долги години и во владата на господинот Груевски и во владата на господинот Заев беше портпарол како кадар на ДУИ, кој извонредно ги знае процесите за транспарентност, за комуникација, за сите тие работи и многу поприродно би му подлегнал на него да биде вице-премиер за добро владење. Например, сега само давам еден општа анализа. И на негово место, како вице-премиер како министер за амбиент да се стави некој друг каде. А во исто време господинот Фетај, кој доаѓа од Брисел, знае француски, ги знае многу од јазиците во Европската Унија, да биде вице-премиер за европски прашања. Значи, креираме институции за луѓето, а не луѓе за тоа сакав да ве прашам, зарем ова не потврдува дека била битката во вреди да им се даде место на партиските представници, а не да се избере соодветен представник за во одредено министерство? Тоа во суштина е проблемот на сите влади и во минатото. Значи, кадровската политика на речиси сите влади е фиаско за нашата држава. Како што реков, се наоѓаат институции за луѓето, а не на институциите да им се најдат соодветните луѓе. Значи, целава работа е да се задоволуваат прво внатре партиските интереси, да се држи тој баланс, да се држат тие односи и помеѓу помалите партнери, а после и балансот во големата владина коалиција. И тоа, за жал, секоја влада во нивните почетоци, кога ја преземува власта, секогаш зборува за меритократија, за
водени од принципи на професионалност и така натаму, за да се сведе после тоа да знаеме однапред кои ќе ни бидат директори кои треба да се избират во јавен конкурс каде што имат право да конкурираат сите граѓани, да се најдат министерства за нешто. Значи тоа изразот на премиерот беше најдобро символично го представува овој менталитет, министер за нешто и вице-премиер. Значи не им се дава во тежина на институциите, туку на интересите и на луѓето што треба да ги задоволуваат. Сега го отворивте прашањето за тежина. Вообичаено кога се именува вице-премиер и министер за нешто, на тоа нешто му се дава дополнителна тежина. Треба ли да очекуваме дека ако сега се именува Беким Сали да биде вице-премиер и министер за евроинтеграции, дека ќе му се даде тежина на процесот на евроинтеграција? Ја би сакал да бидам оптимист. Меѓутоа, искуството и однесувањето на ова влада и во опозиција, но и во ова речиси пола мандат на владење, не ми дава некој сигнал да ја верувам дека ова власт, поточно ВМРО ДПМН е подготвена да потроши политички капитал за да ги направи неопходните промени во Уставот, за да го откочне процесот на преговори со Европска Унија. Се додека процесот на преговори со Европска Унија е заглавен и ние не ги правиме потребните промени кои ни беа нагласени неколку пати од сите можни високи челници на Европската Унија, дека без тоа нема да можеме да продолжуваме со преговори и тие услови нема да може да бидат сменети, вие може да го ставите и премиерот да го земе портфолиото на европски прашања, тоа нема да менува ништо. Ве разбирам, ама ве изненадува ли пораката од американската амбасадорка, која што вели дека таа е 100% сигурна дека владата прави се за придвижување на процесот? Јас многу често повеќе им верувам на меѓународните представници отколку на нашите политичари, пошто нашите политичари прават дневна политика. Во овој случај сакам да верувам дека е така како што вика американската амбасада, иако имавме експресно негирање од самиот вице-премиер Николовски утредента, каде што рече дека нема ништо ново. Но ние знаеме дека овие работи некогаш знаат да се прават под радар, и поради природата дека треба да се има малку да се чуваме од тие јавни реакции кои може да бидат емотивни и да му штетат на процесот, но од тоа што ја го знам, од тоа што е комуницирано и од другите меѓународни амбасади и фактори, е дека Република Македонија и ова влада не прави нешто сериозно за да го отпочне процесот на преговори или да го откочи, пошто процесот е почнат, за да продолжи треба да се направат уставните промени и тоа е единствениот политички услов откако ќе го исполниме, нема да има ниту еден друг услов за да ги отвориме поглавијата, кластерите на преговори. После другиот процес знаеме дека е многу посложен и каде што сигурно ќе можеме да се соочиме и со други препреки, ќе биде тешко, нема да биде толку лесно да ги задоволуваме и копенхашките критериуми, и стандардите на Европската Унија, и усогласување на Европското АКИ и сите други работи кои се нормални во процесот. Ние гледаме од друга страна дека Албанија со брзо темпо, и тоа можам одговорно да го утврдам дека таа, освен од политичкиот момент, е и резултат од многу компетентен тим на преговори во техничко ниво на албанската влада, каде што им е ставено во располагање сите ресурси, тие имаат директна поддршка од премиерот, тој на дневно ниво комуницира со нив да гледа докаде се процесите и затоа таму гледаме дека имаме историски најбрз процес на отворање на сите поглавја во рок од 12 месеци. Ајде ќе следиме што ќе се случува во оваа насока. Морам да ве прашам за случувањата во рамки на собранието, во пратеничките групи. Имаше повеќе промени во опозицијскиот блок, последната доаѓа од Илир Демири. Тој денеска вели дека
ќе гласа за сите закони кои што смета дека се добри, без разлика ако тие доаѓаат од владата. Како го толкувате ова делување и ваквите најави на Демири? Тоа би требало апропо да биде менталитет на секој пратеник во собранието на Македонија, дека добрите закони, законите кои се потребни и кои се квалитетни, треба да се поддржат од сите пратеници, без разлика дали доаѓаат од опозиција, дали доаѓаат од влада. Но мислам дека овој потек на господинот Демири не се поврзува со оддалечување од господинот Села, ниту пак дека тоа е резултат за некакво зближување со мнозинството. Ја мислам дека господинот Демири се ставил во функција и има некоја нова мисија за себе, има креирано некоја мисија за сплотување на Алијанса за албанците. Да, тој го најави денеска дека ќе разговара со сите да организира да се избере легитимен претседател на Алијанса за албанците. Може ли да се направи такво нешто? Може ли тие структури да се спојат повторно? Видете, во политика ништо не е невозможно и не сакам да прејудицирам дека тоа не би можело да се случи. Меѓутоа, кога тоа не се случи во текот на целата кампања за локални избори, многу потешко би можело сега да се случи. И второ, мене малку ми делува несериозно изјавата легитимен претседател, пошто легитимноста уште не е потврдено во суд кој е легитимниот претседател на Алијанса за албанците. Така да, мислам дека господинот Демири има добра намера, но тешко дека ќе може да доаѓа до сплотување на тие два, пошто во политиката, но и во други полиња на животот, секогаш ви станува поголем непријател тој кој ви бил поблиску и со кого сте имале подобра со кого сте се почитувале најмногу. Одеднаш кога ќе се разделите, тој ви станува поголем непријател, дури од непријател. Затоа тешко дека ќе му успева ова мисија на господинот Демири, но исто така не очекувам дека нешто драматично ќе се смени и од најавите на господинот Меджити дека ова мнозинство ќе се зголеми, баш поради тоа што ова го очекуваме од стартот на ова влада. Господинот Меджити можеби едно 20 пати најавувал дека ова недела, следна недела ќе поминува некој од ДУИ, од Алијанса за албанците, така да мислам дека ова е повеќе психолошка борба помеѓу политичките разбирам, но актери. некако еве работите се случуваат по изборниот резултат од локалните избори на контото на коалицијата предводена од ДУИ. Сега на почетокот зборувавме многу за Министерството за здравство, кое што имаше најави дека може да претрпи промени во оваа реконструкција. Гледаме дека остана да го води истиот кадар. Дали може би се чува за една ваква промена во втората фаза која што ја најавува Христијан Мицковски и дали Илир Демири е човек кој што беше министер за здравство? Може ли да влезе тој во играта за оваа позиција? Не ја отфорлувам, меѓутоа мислам дека господинот Мицковски големата реконструкција на владата го чува после конгресот на 6 декември во ВМРО ДПМН. Нему сега му е потребно единство и едногласност во конгресот, да нема раскол и да нема незадоволни. После тоа ја мислам дека некои од неговите кадри кои тој би можело да оценува дека не го извршиле работата како што треба, да ги смени. И меѓу нив има повеќе најави кои се уште се во ниво на шпекулации, немаме ништо конкретно освен најава од господинот. Кој според вас би требало да влезе во таа фаза на реконструкција? Кој покажа најслаби резултати до сега? Мене, освен Министерство за дигитализација, која впрочем беше и наградено со уплата на парите за планот за раст од Европска комисија за извршување на реформи, кој е врзан со завршување на домашни задачи, ја не можам да најдам некое друго ресорно министерство која би покажало поголеми резултати. Освен Министерство за транспорт, кој наследи еден завршен проект кој беше во извршување и сега сигурно се ангажира да ја задржи или забрзува динамиката на градење на коридорот 8. Од другите ресори, навистина не можам да најдам некој
министер кој би можел одеднаш да ми текне на него и да ми текнува на некој, да го препознам некој голем успех кој го имал во овие половина мандат. Во еден разговор со еден добар пријател дојдовме во истава ова констатација да бараме нешто каде што навистина би сакале да to cheer на англиски е, да го поддржиме ова влада, да го охрабриме ова влада, пошто нема разумен човек кој не сака успешна влада, кој не сака неговиот министер да биде успешен, да има резултати, пошто тоа директно и влијае во нашиот живот. Тешко е ова влада во овие 2 месеци да се најде некој таков суштински или робусен акцијски план за кој можеме да гледаме дека направил голема разлика. Затоа господинот Мицковски после конгресот на декември ќе треба сериозно да го преиспитува планот и стратегијата на ова влада и да се врати уште еднаш да се врати да преиспитува и да види во кој смер ќе ја води ова влада и нашата земја со тоа. Значи доправено очекуваат големите промени. Селими, благодарам многу за оваа анализа.